почитувани представници на медиумите, Организационният отбор на Струмички от Карневал, по неколко месечни сериозни подготовки новогодишното издание на Струмички от Карневал, ја свика ова пресконференција за да ја извести јавноста, како што е веќе најавено, дека Струмички од Карневал ќе се одржи во рамките на традиционалниот термин за тримерите, почнувајќи од 14 март и ќе продолжи со активности се до 20 март, традиционалното завршување на тримерските празници. За сите овие денови предвидена е посебна програма. Веќе традиционално на 14 март во четврток деновите ќе почнат со концертот под маски на музичкото училиште во Центарот за култура. Веќе наредниот ден во петок ни пристигнуваат гостите и вечерта во хотелот Глигоров ќе се одржи веќе традиционалното дружење на представници на странските групи со представници на карневалските групи од Струмица. Едно заедничко дружење на кое што групите од странство ќе направат кратко представување на своите настапи. Во 21 часот во хотелот Сириус е традиционалниот вип маскенбал, на кој што ќе бидат избрани принцот и принцезата и што званично ќе бидат отворени карневалските денови во Струмица. Наредниот ден во 15 часот овде во домот на Арама е приемот кој градоначалникот на Струмица го приредува за вип гостите и представниците на карневалските групи со размена на поклони, а веќе во 17 часот е интернационалната карневалска поворка. Во недела на Прочка е традиционалниот детски карневал со почеток во 11 часот. Во вторник ќе го обележиме традиционално чист понеделник со варење на бел граф. Ќе биде отворена изложбата на карикатури и афоризам во Центарот за култура, а веднаш после тоа ќе имаме една новина, јавно отварање на гласовите на жири комисијата, која оваа година ќе биде неколкократно зголемена. Тоа организационниот одбор го направи како резултат на реакциите од минатата година, дека нереални се оценувањата, сакајќи да отклониме секаков сомнеш од таа страна, ќе биде зголемена, значи бројноста на оценувачите и тие ќе имаат можност да јавно ги отворат своите гласови, а сето тоа ќе настојуваме да биде и јавно пренесувано преку една или кои имаат можност телевизија и сите медиуми да го пратат тоа. Тоа веројатно ќе биде пропратено и мала забавна програма на која што ќе можат, значи, карневалистите да го одбележат, пак ќе кажам, традиционалните тримери кои што по иницијатива нели беа померени во сабота навечер. Во вторник во 12 часот ќе биде одржана пресконференција на која што ќе бидат јавно, значи, презентирани резултатите од јавното гласање, значи наградите, а вечерта во 19:30, настојувајќи да ја одржиме традицијата и карневалското корзо, маскирани групите ќе дојдат да ги подигнат наградите во домот, во Центарот за култура, каде што паралелно ќе биде презентиран и тримерскиот обичај. И во средата останува индивидуално, значи сите оние кои го чествуваат празникот да го одбележат во куќите на армасаните девојки. Како што гледате една богата програма, за чие што отстварување е изготвен буџет кој што беше усвоен од Советот на општина Струмица и кој што изнесува околу 6 милиони денари. Како што знаете, од Советот на општината имаме 2 милиони и 300 одобрено, остатокот до 6 милиони организациониот одбор има задача да ги обезбеди, што ќе признаете не е нималку лесна задача,
Еве, вие малце почекавте, имавме веќе една иницијатива, тука беа представниците на угостителските објекти да им ја објасниме таквата ситуација. Сакам да кажам дека во таа сума од 6 милиони денари е вкалкулирана и сумата од над милион денари кои што самите карнивалисти ја партиципираат при нашите патувања и представување на Струмичкиот карневал надвор од земјата. А јас ја користам оваа можност, значи да испратам еден апел до сите граѓани на Струмица, до сите пред се субјекти правни, до кои што се испратени апели и значи пополнети веќе вирмани, да го помогнат Струмичкиот карневал, бидејќи оваа сума навистина е тешко да се обезбеди. Сакам да истакнам дека и оваа година за нас застана нашите традиционални спонзори и веќе еве денеска можам јавно да ги соопштам дека генерални спонзори на Струмичкиот карневал годинава, повеќето од нив скоро сите се повтараат. Значи тука Комерцијална банка, Ева на Македонија, а потоа Стопанска банка, Хотелот Сириус, Графо Сервис Струмица, Акцент Медија од Скопје, Атлантис Груп и еве годината во овие значи спонзори во категоријата генерални спонзори и нашиот исто така долгогодишен спонзор Никоп обезбедување, значи премина во оваа категорија. Не треба да ја заборавиме и безрезервната поддршка што ја добиваме од комуналец од Струмица во организацијата на Струмичкиот карневал. Ја користам можноста во име на организациониот одбор да им изразам навистина голема благодарност на овие наши верни поддржувачи кои што обезбедуваат една позавидна сума од потребните 6 милиони денари кои ги спомнав. Горд сум да кажам дека големиот напор што последниве години се прави резултираше да оваа година имаме неверојатен интерес за учество на Струмичкиот карневал. Значи, повеќе од 30 и неколку групи изразија желба да учествуваат на Струмичкиот карневал со вкупен износ од над 1000 учесници, вкупна бројка на 1000 учесници, но за жал сместувачките капацитети на Струмица се ограничени некаде околу 500 легла. Бројни групи се одбиени, за жал, значи некаде над 300 учесници, но ни остана бројката од околу 750 значи, учесници за кои треба да најдеме решение. Наидовме на разбирање кај 3 групи од Бугарија, од пограничните места Сандански, потоа Симитли и денес Петрич прави притисок да биде присутен, значи да настапат без сместување, значи тие се бројка од околу 150 гости на кои што ќе им биде обезбеден ручек, додека ни останува да најдеме решение за 600 учесници на карневалот, значи ни се јавува проблем со сместување на околу 100 луѓе. Меѓутоа, организациониот одбор е за тоа да најде решение, правиме контакти да им објасниме дека можда тоа ќе мораме со зголемување на бројот на леглата во собите. Меѓутоа, поентата е важна да кажеме дека овој проблем е присутен и голем интерес за карневалот постои. Што се однесува до пратечките манифестации на Струмичкиот карневал, можам да кажам дека е се поголем интересот на поединци кои што сакаат и здруженија кои што сакаат да бидат составен дел од карневалските случувања. Најавени се неколку промоции на ново снимени песни со еротска содржина, значи како дел од традицијата на тримерите, промоција на книги за карневалот, значи дури 2. Имаме одбележување на юбилеи, сакаме да кажам дека годинава 2 карневалски групи имат свој юбилеј. Групата на Цветко Багашовски 20 годишен юбилеј.
и групата Звезден град 10 годишен юбилей. Се надеваме дека организационниот одбор достојно ќе ги одбележи овие големи юбилеи на овие групи, кои што дадоа значаен придонес до Струмичкиот карневал. Сакајки да ја избегнеме единствената замерка која до сега е дадена на организационниот одбор од сите овие години, да околу гужвата која се ствара на детскиот карневал, сакам да упретам апел дека организационниот одбор бара од луѓето кои ги, родителите, бабите, дедовците кои ги пратат децата, да допринесат за одржување на редот, бидејќи ние од наша страна правиме се и со обезбедувачи, и со мажоретки. Еве годинава, да не кажам, повеќе кратно ги зголемивме бројот на барикадите, ке носиме од други градови, се со цел да обезбедиме подобар ред на детскиот карневал. Меѓутоа, што и да направиме, ако сите заедно не допринесеме до редот, тој нема да биде. Уште еден апел, препорачуваме на сите родители, на сите кои ги пратат децата, ако можат по можност да бидат маскирани во истата маска со која се маскирани и децата, што ќе допринесе и детскиот карневал да добие една по-убава и по-современа димензија. Тоа е се околу програмата. Инаку, околу додатните ефекти за да ја запазиме нашата прокламирана, како да кажам, нашиот прокламиран лајтмотив дека секоја година Струмичкиот карневал треба да биде за еден степен барем подобар од минатогодишниот, ќе настојуваме во организацијата да уфрлиме некои новини, пред се со одредени светлосни ефекти, со подобро озвучување, со подобра организација, и тоа би било тоа. Прашање. Кој земјик има карневалска? Да, благодарам на прашањето, тоа заборавив да го кажам. Годинава засега ни се, и мислам, бидејќи не можеме да примеме повеќе, потврдено ни учеството на наши традиционални учесници од Албанија, Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија. Исто така ќе имаме од Турција и за прв пат имаме група од Полска. Вкупно, ви реков, бројчано 26 групи со околу 600 учесници. Маршрутата останува иста? Да, маршрутата останува иста, и тоа сакам да го искористам да кажам. Од денес на видеобимот на градскиот плоштад е пуштен спотот кој што се надеваме од вечерва и на нашите телевизии, кои се и медиумски покровители, тие се нагласени. Овако ќе почне да оди истиот спот, каде што се дадени сите информации за карневалот. Меѓутоа и таму е нагласено, ја користам и ова прилика да кажам дека сите информации поврзани со карневалот може да се најдат на официјалната веб страница на карневалот, каде што може да се симне програмата во PDF формат, маршрутата во PDF формат, може да се изврши пријавување. Ако сме кај пријавувањето, апел до сите карневалски групи да не го чекаат последниот рок 11 март за пријавување. Колку порано се пријават, ќе му олеснат на организационниот одмор, по-добро да ја подготви поворката, евентуално да отпечати плакати со секоја група. Колку тие порано го направат тоа, ние ќе бидеме во можност тоа да го направи. Користам уште еден апел да не се чека последниот рок.